Ако би издвоила еден сегмент од денот, кој ти е омилен? Па сега би рекла дека омилен дел од денот ми се попладнињата или нели периодот после работа со моите деца. Кога ќе ги земам од градинка, кога ќе се шетаме, истражуваме, учиме нови работи, едноставно уживаме и навистина вака поминува времето. Си практикувал многу работи, си пробал многу работи, ама за која активност би сакал да имаш повеќе време во последно време? Ќе си ја поздравам Верица Коцева, бидејќи ако нешто ме научи Верица последниве години, сега направи голема пауза, меѓутоа ме научи на вистина балансот на умот, на телото, баш да бидеш интроспективен, многу подлабоко да понираш во себе и би сакал искрено за аштанга йога многу повеќе да си посветам време во денот, ако ништо друго барем час плюс од оно што досега сум го практикувал. Мислам дека го знам одговорот до некаде, ама ако те прашам сега, за да ме надополниш, ако треба да издвоиш лична победа на која што си најгорда? Па не знам дали е победа, ама се радувам што имам здраво и среќно семејство. И што секојдневно, значи тоа го правам изминатиот период и планирам да го правам, гледам на децата да им дадам до знаење дека многу е важно да поминуваме време во природа, да сме многу помалку со екрани, тоа малтени да не го правиме. Ама многу е тешко родителството во денешно време, тоа ќе се согласат, верувам, многу од родителите. И навистина е секојдневна борба, ама многу ме радува мислата на мојот поголем син, секој утро кога ќе ми рече не сакам да одам во градинка, сакам да одам на планина. Така што, не знам, можеби тоа е една лична победа која што си ја припишувам. Цело време нели викаме живееме во многу стресно време и тоа е навистина така и тешко е да се менаџира тој стрес. А ја и ти секој ден имаме соговорници. Ти како го менаџираш стресот и што е она што најмногу те релаксира? Па пак ќе се вратам и ќе кажам, аштанга јогата ми помогна, меѓутоа така што помага тоа за стресот. Сосема. Значи секој ден гледам да ја правам, да ја практикувам, е таа терминологија која што можеби малкумина ја знаат. Иша йога и потоа ако сакаш уште подлабока интроспекција со медитација, да секога ја препорачувам по внатрешен инженеринг практикувањето таа медитација. Шамбави Маха Мудра Крија. Еднаш до 2-3 пати дневно во различни делови, наутро, попладне, навечер. 21 минутна вежба со неколку всушност различни подвежби со дишење и со мали физички напори го доведуваш и умот и телото во совршена благосостојба. Најубавата епоха и етапа ти се случува кога стануваш родител. Никогаш нема да заборавам кога дотрча во канцеларија, кога со солзи во очите двајца бевме, кога ми рече дека за прв пат си бремена нели во блажена состојба со првото дете. Ако треба ти сама себе се да се опишеш како родител? Како родител? Да, како би се опишала? Па со оглед на тоа што немам многу искуство, 3 години и 2 месеци сум родител, може би најдобро би ме опишал зборот посветена мајка, бидејќи навистина сум целосно посветена, до толку што трпи многу социјалниот живот и многу други сфери од мојот живот претходно, ама за ништо не се каам, затоа што го гледам тоа како инвестиција во своите деца. И незалудно реков и претходно дека навистина многу уживам, многу работи се променија и приоритети, и гледање на животот и ставови и слично и навистина уживањето е во малите нешта кога заеднички го откривате светот со вашите деца. Така што посветена мајка, мислам дека е ти оние кои што знаат, мислам дека е добар опис за мене периодот. Слажувам, апсолутно. Која ти е омилената активност во природа? И често пиеш вода, знаеш, зашто многу често велиме треба да се хидрираме. Да. Ама оној факт 2 литра на ден го запазуваш или не? Апсолутно. Мислам дека и јас и ти барем го почитуваме законот на животот, да се хидрираме максимално, бидејќи во 80% и човековото тело е создадено само од вода. А инаку, па мислам дека која ти е омилена активност во природа? Активност дефинитивно ќе видам повторно број 1 велосипедизам, да. Максимално. Многу ми фали тоа. И па треба наскоро повторно да си направиме такви рути. Така што велосипедот, ако треба да ме прашаат зошто, велам дека допаминот и серотонинот
секој пат ми се на максималното скалило. Мислам дека тогаш го доживувам зенот во вистинска смисла и дали ти некој пат се обиде, бидејќи знам додека беше во блажена состојба се обиде со јога, ама дали некои други техники, медитација имаш вклучена во животот? Немам. За жал немам и понекој пат се прашувам дали сум јас тип на човек за медитација, веројатно секој е. Да. А за јогата да, имам пробано, ама не сум некој што може да дели искуства на таа тема. Не сум се пронашла реално во тоа, а медитација се уште ми стои како нешто што би сакала да го пробам. Ајде на здравје. Ајде на здравје, за нови победи и успеси. Ама од се вака ретроспективно, ако се навратиш во животот, на кој успех личен си најгорд? Мислам дека сум горд затоа што секојдневно успевам катадневно да се обидам мојата животна платформа и приказна да ја споделам со другиот, односно да бидам во служба на другиот, да бидам добродетел, да му понудам љубов, да му подадам рака во било кој сегмент во животот, не би бил тенденциозен да наметнувам некому веќе правила, како што некој пат тебе знаеш и ти ме знаеш многу повеќе, како порано можеби сум бил инсистирал на нешто да се промени, кога човек е подготвен, тогаш сакам да ми се обрати и мислам дека на тоа сум најмногу горд што секој пат знам дека независно во животот во која фаза се наоѓаме, сакам да сум тука за било кој во миг кога му сум му најмногу потребен. Бидејќи денес секој од нас има некоја своја филозофија на живот, многу обсервираме од мотивациони говорници, што е добро за нашата сопствена благосостојба, ама секој од обсервирањето наоколу се од она што светот ни го носи и животот, што тебе ти носи една благосостојба во животот? Тешко е малку нели да се најде сите да си обезбедиме таа благосостојба, ама веројатно сите се трудиме како одат нели годините. Претпоставувам да го најдам мирот во себе, да кога ќе си легнам навечер бидам мирна и спокојна и исполнета, да знам дека се сум завршила тоа што требало, па и ако не сум стигнала, и утре има ден. Ама мислам таа внатрешна борба која што имам со мене, ако ми е завршена и мирна и ако знам дека сум среќна и спокојна, веројатно тоа ме прави да бидам и да имам благосостојба на умот, што знам. Си откривме многу работи, споделивме многу ритуали што ги правиме, ама имаш ли некој ритуал што ти го подобри животот и на кој што си така особено горд? Раното станување, квинтесенција на животот. Тоа е најважно нешто што треба да го научиме, бидејќи ти ги спомена и зрачењето на екраните и мислам дека тоа ни го пролонгира се тоа нели како циклус на спиење.